Почитувани добар ден, почнуваме со црвена линија. Со мама, тато, дедо и баба до 32 години. Потоа, свој човек. Младите на Балканот тешко се осамостојуваат. Балканот е шампион на Европа. Во Црнагора младите во просек остануваат да живеат со своите родители до 33 години. Во Македонија до 32. Во Хрватска и Србија до 31, а Грција и Бугарија до 30 години. Најрано од домовите на нивните родители се заминуваат младите во скандинавските земји, со просечна возраст од 21 година. Младите финци се тие кои најрано заминуваат. Веднаш зад нив се данците и швеѓаните со некој месец повеќе, а норвежаните со помалку од 23 години. Меѓу западноевропските земји најдолго со своите родители остануваат да живеат младите шпанци и португалци со 30 години, односно 29 годишна возраст. Младите британци пак се осамостојуваат на 24 години. Германците и французите на 23 години. Денес во црвена линија ве прашуваме зошто младите во Македонија доцна се осамостојуваат. Сега ако имаме прашање плюс, кое што можете да го одговорите, само доколку не заследите на Инстаграм. И топло препорачуваме да го сторите тоа веднаш, што значи да земете активно учество во денешната анкета. На прашањето дали традицијата е пречка за осамостојување на младите, имате две опции за одговор на Инстаграм стори. Едната е да, другата не. Ке кликнете на вашиот одговор и секако потоа, ете, тоа таму така изгледа, значи кликате на вашиот одговор дали е тоа да или не, а резултатите пресметани во проценти ќе ги соопштиме, се разбира, пред рекламите во црвена линија. Меѓу другото, сите оние, па особено и младите кои што се далеку повични во однос на користењето на социјалните медиуми, учествувате активно во денешното издание на црвена линија преку коментари и споделување, и тоа на нашите профили на Facebook, црвена линија, и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Но особено ќе ни биде драго, еве, доколку токму оние помладите се вклучат во ова денешно издание на црвена линија, па ни откријат зошто или зошто не се уште не се осамостоени, доколку не се, доколку се, како се нафатиле на тој чекор, и зошто еве ние и тука сме на дното кога станува збор за осамостојување, односно можноста младиот човек што порано да живее сам, се разбира, и да се грижи за себе. Ке откриеме и се верувам од вас, еве, на 023070005, ке ве подсетам секако намалите го и целосно тонот на телевизорот, за да зборуваме јас и вие само на слушалка, за да нема ситуации во кои што мислите дека не сте вклучени во програма или некој друг зборува наместо вас. Внимавајте и на тајмерот, 90 секунди одбројува. Па ако имаме јавување, време е да почнеме со оваа интересна дискусија. Верувам секој од вас, поготово повозрасните, може да ни откријат дали е тоа всушност традицијата што наложува и навиките и менталитетот да младите остануваат дури до својата 32 година во рамки на семејниот дом, односно живејќи во својата детска соба. Добар ден! Добро, се уште сме во исчекување да видиме кој ќе биде првиот со кој што ќе ја почнеме оваа дискусија. Не случајно црвена линија ја постави оваа тема со оглед на тоа што секако може би многу повеќе на самостоен живот се одлучуваат оние кои што имаат финансиски можности, а не секогаш пак и финансиите се одлучувачки фактор некој млад човек да се одвои од семејниот дом и да започне сопствен живот. Некогаш, а верувам и сега, самостојниот живот се започнува во рамки на ново семејство, односно кога младите стапуваат во семејна или пак партнерска заедница, па тогаш го креираат сопствениот живот во рамки на својот дом. Но како и да е, вие сте тие кои што може да ни откриете како е можеби во местото од каде што ни се јавувате. Многу пати во црвена линија сме дискутирале дека многу млади заминуваат и надвор од државата, што значи тоа уште е поголем чекор да бидеш самостоен, независен, и тоа во сосема друга туѓа држава. Но како и да е, направени се истражувања, па јас секако ќе ве подсетам
дека многу повеќе може да дознаете и доколку не следите на tilma.com.mk, кликнете таму и задржете го вниманието на насловот Младите македонци и црногорци најдоцна се осамостојуваат од своите родители. Добар ден! Дали се слушаме? Дали се слушаме? Има некоја фунија? Јас навистина сакам предност да дадеме во црвена линија. Добар ден! Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден! Дали може од режијеве да му дадат насоки на гледачот кој што е на линија, да му укажат на тоа дека е веќе во програма, во живо и да се намали тонот на телевизорот. Телефонот звони. Добар ден! Добар ден! Еве, јас ќе дадам уште една шанса, ќе речам добар ден. Најверојатно имаме некаков проблем, но еве, за да немаме проблем кога ќе се реши техничкиот проблем, да посочиме дека токму сите оние кои што се вклучуваат, особено важи оние кои што за прв пат еве ќе посакате токму на оваа тема да дадете одговор, не заборавајте веднаш целосно да го намалите тонот на телевизорот. Епа, добар ден! Ало, добар ден. Добар ден, господја Слободанка. Да. Поздравте на многу. Јас ми рекла дека има гледач пред мене, токму поради тоа јас си почекав малку, ама и гледачот се исклучил. Така да те поздравам и да ти кажам, темава е за дискусија, како да кажам, тешка, мислам интересна, затоа што не е политика, затоа и се уклучив. Значи, порано кога имале во село нели имот, па останувале традиција некоја, нели па останувале младите да го имотот да го работат. Сега нема ништо и зошто остануваат? Јас секогаш си го поставам тоа прашање, зошто не ги пуштат децата уште на 20 години? Зошто родителите толку се посесивни? Или не знам како да кажам, можеби родителите ја прават грешката, затоа што пушти го детето, нека ете зборуваме ајде за машко ќе кажеме. Зашто ние жените секогаш сме по-паметни, по-самостојни, ние сме подобри од мажите 100%. Нека не ми замерат мажите. Но така да, ќе се седи со мама, да речеме, и убаво му е. И никако, и после кога ќе се ожени, пак некако мама ќе се ја бара, разбирам, мајка си е мајка, ама ако го пушти... Така, вие сметате дека повеќе е психолошки фактор? И јас мислам дека е психолошки, затоа што има луѓе што имаат, да речеме, и финансиски се моќни, да речеме, можат и да отидат, ако немаат стан, може и под кирија да отидат, ама тука некаде како да се посигурни. И тука некаде ја прават грешката. Јас мислам родителите, сега некој гледачи сигурно ќе си имаат друго мислење, така да поздравки на многу и голем поздрав и до вас, благодарам Слободанка, еве со вас конечно стартуваме оваа црвена линија. Јас и на почетокот еве ќе ги охрабрам, особено оние помладите во своите 30 години да се вклучат, па да кажат дали би се осамостоиле, дали се осамостоени од својот семеен дом и ако не се, зошто не се? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Господине Љупчо, вие кога го напуштивте семејниот дом? Нека ќе ме прашате кога се оженив прво, па после кога го напуштив. Дали тоа беше никогаш единствената причина да се напушти веднаш семејниот дом? Не, ја го напуштив семејниот дом на 25 години. Тогаш се оженив и бидејќи сепак беше станот мал, не може да живее ние бевме двајца браќа и ете јас како помал искочив, заминав под кирија и така почна моето патешествие, сега имам своја куќа. Сметате ли дека тоа беше еден храбар, но и добар чекор што го направивте тогаш? Па, видете, мислам дека да, затоа што се осамостоив. Ја усвари пред тоа веќе се спремав за самостоен живот, ако вас ви интересира. Најосновните работи за едно домаќинство што му треба на еден човек, ја ги имав купена уште на 20 години кога почнав да работам. Значи од платата и почнав сино да купувам и фриждери, машина за перење и електричен според. Така да јас почнав да се спремам. Меѓутоа на темата сакам да кажам некои работи, а тоа е дека денеска младите го сменија сваќањето, перцепцијата за животот ја сменета сосем другачија. Малце се егоистични, материјалисти, бегаат од одговорност, не се спремни да влезат во... И тоа е причината што едноставно го договлекуваат одвојувањето од мечиниот скут.
немате друга работа. Едноставно, ние понапред сме имале друга филозофија за животот, они сега имаат сасвим друга филозофија за животот, да не ги спомнуваме тука пороците. Така, благодарам многу. Интересно продолжува дискусијата и ве се наметнуваат правци во однос на тоа кои се причините за толку доцна осамостојување од семејствениот дом. Некои велат дека тоа е всушност во психологијата, односно дека родителите можеби подолго ја одвлекуваат адолесценцијата кај своите деца, а некои велат, како што рече господинот Лјупчо, дека се менуваат времињата, па младите не сакат одговорности, ниту пак да се одвојат од комодитетот, комфорт зоната која што го дава семејниот дом. Но тука може да бидат и финансиите, секако неможноста да се одвојат, бидејќи да живееш сам. Тоа значи да имаш еден приход или како и да, ќе откриете вие всушност каде ги гледате причините. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Па зошто Младите денеска не ги имат истите сваќања како поранешната младина. Поранешната младина имаше самосвест и се запосле почне да мисле на женитба и да си осамостале и да се формира фамилија. На денешната младина психологијата е друга. Тие сакат повеќе да си шетат, да си уживат и да ги трошат парите на родителите. И покасно се осамостојуваат. Не е само финансиски, него работата е друг да му воде брига на него. Затоа што родителите сега водат водат грижи за своите деца дури до 40 години, още детето го чува како да е мало, како да не е созајано за понатамошниот живот. А зошто тоа е така еве според вас? Бидејќи порано не било така, зошто е сега така? Тоа е така затоа што многу пороци од запад се донесеа тука и на младите тоа и одговара. Не е само финансиските средства у питање, него тие пороци. Така, благодарам многу, еве интересно продолжува дискусијата. Слушаме дека и кога имаат можности, што значи да се вработени, имаат каков таков прилив, се одлучуваат да останат во рамки на семејниот дом. Но дали всушност се финансиите недоволни, па дури и кога работат децата за да можат да се осамостојат, или тоа е повеќе психолошки фактор, дел на традицијата, менталитетот? Јас тука сега го повторно апелирам по младите кои што и немаат, ева, можеби навика да се вклучуваат во контактни емисии, токму тие да бидат кои што ќе кажат зошто е тоа така како што е во моментот. А во моментот младите македонци и црногорци најдоцна се осамостојуваат од своите родители. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Ало, Тина, повелете. ме слушаш? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Роме од Виджево. Ало? Да, ве слушаме. Почнете. Слушај, вака. Јас ти кажа поетска творба. Светот има многу мајки. Убавици белосветски. Мојата мајка не е лична за некога која гледа, но за мене нема нигде поубава од мајка ми, која мене ме родила, с пресно млеко ме доила. Светот има многу земји, убавици, богатици, се во злато позлатени, се во сребро посредени. Мојата земја сиромашка, но ја сакам заше моја. Таа моја, а јас нејзин. Кажете една е ми, мајка вие... и една е мајка земја. Ве молам, кажете ми на темата, вие еве на колку години се осамостоивте, се издвоивте од семејниот дом? Јас никогаш. Останавте да живеете со своите родители, така? Со моите родители и поштоав Так. како родители. Така. Еве, Так. зошто вие останавте, да им објасниме на гледачите всушност зошто има и такви случаи? Затоа што јас сум школован. Имав и имот, а имаше тогаш поштовање. Јас сум стар. И тогаш имаше поштовање меѓу родителите. Не е како сега. Сега немат поштовање меѓу фамилијата. Не е како порано. Сега е све осипа народот. Така, благодарам многу. Ево уште едно интересно
Размислување каде што, односно ситуација каде што гледачот како вели, токму од почит и љубов кон родителите никогаш не го напуштил семејниот дом. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ајде, Ве слушаме, дали е се во ред? ало, Ве слушаме, во црвена линија сте. Дали од режија може да му дадат насоки на гледачот, за да не биде напразно постојано да велиме добар ден, дали се слушаме. Јас секако ќе упатам до технички аспект, на вистина ве замолувам, штом ве превземат во режија, имајте во предвид да го намалите целосно тонот на телевизорот, за да не го губиме времето на црвена линија, на тоа дали се Намалено е. слуша. Добар ден, добар ден. повелете. Дали се слушаме добро? Пак се блокираме. Еве, сега имаме уште еден гледач, најверојатно еве и од режија вела дека ви кажуваат се што треба, но најверојатно не слушаме Видите, онака како што треба. Добар ден. Ало, ме слуша сега? Да, одлично ве слушаме. Од мене овој блокираше нешто што беше работа, не знам. Не знам ниту јасно, знам дека ви имаме во црвена линија. Повелете. Ајде, поштено. Младите овде се осамостилуваат само од еден разлог. Затоа што не имаат пари да платат од мали години, да дојдат до финанси. Сега ќе дека се фала, што 15 години почнав да правам пари. Значи, давна 79-80 година некаде. Сега, пари се правеше на тој начин што научи занаед кој го ми помагаше јушковски денови. Ако ти кажам, што беше, што техника беше. Дојдоа една прва година средното да учев, дојдоа да не фотографираат на заедничка фотографија, знаеш. И у тоа време некаде као сега завршиме 200-250 денари да дадете за слик. А ја бидејќи ја познав техниката, почнав со среднопилни слики, почнав да идам по школите и као да речеме сега во наше време по 50 денари од сликање. Па после почнав колор да правам, па после со пари како зброд. Дури на 20 години фатив штрафка од судја, ама нема време, ти кажнава, морам да пресушам. Значи, после 20 година ме јакале фамилија, да те баќа, тама тешко. Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Подсетувам еве помладите генерации, секако оние кои што се можеби на прагот од осамостојувањето од својот семеен дом, може да се вклучат и секако да ни образложат од прва рака зошто најголем процент на млади кај нас всушност остануваат во рамки на семејниот дом. Можеме да кажеме дека заедно со младите црногорци најдоцна и се осамостојуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Благодарам, Тина. Јас мислам дека осамостојувањето на младите во моментов главна цел има и финансиската моќ на младите, како и менталната матрица. Некои млади повеќе се приврзани со старите, посебно оние за кои се викаат мамини мази, и иако се финансиски моćни, приврзани се со старите. Јас се осамостоив на 26 години, немав услови во мојот 54 квадратен стан да живеат две фамилии и отидов под кирија. Така, а еве дали денеска од овој агол, од овие години сметате дека умно сторивте што токму на 25 години се одлучивте да преземете одговорност за својот живот и да живеете сам? Да. Секако тоа е најдоброто решение за сите млади, затоа што во прашање се две различни генерации. Родителите размислуваат едно, младите друго и потешко
можат да најдат и заеднички јазик. Се разединуваат едноставно. Така, големо благодарам Еве што споделивте со гледачите на Црвена линија од ваше лично искуство како гледате на осамостојувањето. Продолжуваме понатаму секако. Добар ден. Добар ден, ве поздравувам. Ве поздравувам и јас, повелете, ве слушаме. Видите сега, за еден млад човек да застане на своји нози, му треба 60.000 евра. Да си купи стан, кола, да створи семејство и ред други работи. Пошто никој не го зима ако тој не е ситуиран, тоа да бидеме најасно. А еве солуциите да се живее под кирие, да речеме? Па што цел живот ли тој под кирие ки живее? Има и такви, верувајте. Па ја овие не ги слушам што земале од државата станови по 45 квадрата на времето и сега тука ми кажуваат филозофии. Јас на 20 и колку години таму кога се вработи во полиција, напушти под полиција си замина во странство. Што има да си глава тупам ја тука во Македонија и ред други работи. Заставнав ефтен на своји нози, дојдов на татко ми и куќа му купив, нова и кола и све му купив, јас лично. И со него живеам и доаѓам да го гледам често и ред други работи, никогаш нема да се одвојам од родителот. Така и вие дури се охрабривте млад да заминете во туѓа држава. Па да, заминав по државите, никој не ми помогна, па добранец. Никој не ми помогна, сам се снајдов во животот. И што е сега? А ево, објаснете ми ова, како го толкувате тоа што тие имаат, некои имаат можности, но не го прават тој чекор? Абе, овие ги сметате за млади, од дома му купат скутер по цел ден, кој мува без глава изгубен во просторот и брчи. Лево, десно, не знае кај иде. Не е тоа млади, за нигде е младината, толку. Така, големо благодарам и вам што споделивте еве ваше искуство, како гледате на осамостојувањето и секако еве како вие сте се осамостоиле и тоа напуштајќи ја дури и државата, што навистина е уште поголем чекор со оглед на тоа што се наоѓаш на туѓ терен, во туѓа држава и со безмалку никаква помош. Меѓу странци, што се вели. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, јас релативно млад заминав, тогаш крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите, беше нешто во мода одење во странство. И јас си заминав, преку вода заминав. На колку години тоа го сторивте? Па, имав скоро 21 година. На 21 година, па еве, како, имавте ли никако немир, страф од непознатото со оглед на... Немав ништо, не берев гајде, тогаш сите одеа надвор, такви беа времињата, некој вели сега емигрирале луѓето, не е точно. Од секогаш имало мигрирање во други држави. А зашто се наоѓаме заедно со црногорците меѓу оние кои што најдолго векуваме во семејниот дом? Па добро, сега може да се речи дека најдолго сега. По моето враќање нормално си купив стан, си купив сите работи, кола, ваму, таму, се жени, фамилија. Па децата мои едниот студираше, другиот работеше, немаше кај да одат, меѓутоа сега се и тие настрана од мене, така да јас сум, како да речем, Така, одлично, благодарам еве што споделивте вие никогаш и тоа навистина е храбро на 21 година да заменеш во туѓина, што значи целосно превземаш одговорност за својот живот без нималку никаква помош. Но како и да е, еве уште еднаш потсетувам, би сакале и од помладите генерации, вашето лично видување, гледање зошто во моментот по последните истражувања младите македонци и црногорците најдоцна се осамостојуваат од своите родители. Дали може би тоа е традицијата, воспитувањето, дали е повеќе психолошки, финансиски фактор за сето тоа да биде така како што е во моментот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Војниција сум. Да, ве слушаме, повелете. Вака. Вака. Симона, ја ќе кажам вака. Прво ќе одговорам, вчера ја слушав дебатата за цигарите.
Зошто го садат тутунот? Зошто не ги прашаат да ти дадат одговор? Кој го дозволува тутунот да се сади? Треба да се укине тутунот. Значи овие Добро, македонци ајде овде... сега да одговориме на темава. Еве, вие на колку години се осамоставивте? Имам време. Само да им кажам на гледачите, ниједен не го потенцираше потенцијалот. На колку години се осамостоивте, ве молам? Може. Вака. Зошто не се... Зошто младите не излегуваат од дома? Каде ќе оди? Кога властодржци има кои не даваат и ги оценуваат младите, не им даваат станови, не им даваат кути да прават, ги држат како песови дома, некои такви има, своите богатства ги држат и мислат дека со тоа богатство, ако му се сотре семето, на крај нема да остане никој, и тоа тие се такви дебили што не можам да ги разберам во животот. Ја имам внучиња, имам се. Тоа ми е мене благодетство што имам и внучиња кои ме разбират и така натаму. Ама за да му дадеш некому клучове стан, да ги лажеш, да цедиш масло од луѓево, тоа е опасна работа. И тие имаат голем греб. Најголем греб имаат и денес тие имаат греб. Благодарам многу за одговорите и секако еве посетување понатаму да се држиме до темата. Еве интересно видување од страна на гледачот, смета дека понекогаш и младите, колку што можев да разберам, се држени како заложници за својот семеен дом во однос на имотот и така натаму, каде што постојат можности, всушност не им се дава доволно можност за да нели се осамостојат. Како и да е, колку ви има вас, толку ќе има секако и разновидна палета на одговори на темава. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Јас мислам дека причините се повеќе за тоа што не се. Меѓутоа, пред се заради посесивноста на денешниот начин на гледање на деца, родителите стануваат премногу посесивни кон своите деца и не ги учат од мали нозе да се осамосталат. Тоа е една од причините. Економската димензија сите ја кажуваат, но јас не го делам тоа мислење. Не е задолжително нужно некој да има стан, кола па да се жени, него би било интересно тој да го стекни, па уште ако се стекни во заедница уште е посладко. Лично јас одвоена сум многу мала од домот, затоа што сум лице со попреченост, од свој 6,5 години излегов, но како мажена се одвоив на 38-та година. Иако бевме двата лица со попреченост, сами си купивме стан, не го зедовме како социјален стан од државата и тоа не значи дека јас за моите родители и сопругот за неговите не се грижиме и не значи дека се тие оставени на милост и немилост, него напротив. Ние нашиот живот, тие нивниот спокој, меѓусебната почит и потреба секогаш треба да биде тука и мислам дека така ќе биде поздраво ако функционираат работите. Не сум за тоа да се живее предпоставувам во заедница, односно предолго. Благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Добар ден, дојдов на ред. Да, и ве слушам. Прво, јас не живее во фамилија, од 12 години сум во домови, па интернати, па во студентски домови, така да, значи, тој дел ќе го прескокнеме. Меѓутоа, во денешни услови, значи, ќе го поделам во два дела. Некогаш децата морале да бидат со родителите, значи, немало доволно школување, немало доволно наобразба, значи, требало да имат аргати за работа, значи, и биле подрукчие воспитани децата, значи, да остранат дури до крај на животот со родителите. Втората категорија е, значи, што наполни 18 години. По моје треба да се одели одма. Меѓутоа, децата не може да се оделат одма, значи, со родителите во договор. Седи додека не си створиш капитал, да може да си обезбедиш стан. Значи, ќе живее ќе јадат заедно, ќе спијат заедно, што вика, во постеснети услови, да створи, што се вика, свој дом, да се обезбеди сам и после тоа, значи, ќе се оддели од фамилијата и ќе почне да броди сам. И тоа е за мене оправдано и ги оправдувам, да речеме, посебно скандинавците,
се нека со 20 на години, они одмah се одделуваат од родителите и сами бродат во животот. Додека ние чекаме да поминат 30 и кусор години, па да се осамостоиме. Меѓутоа, сепак и едното има добрини и другото има добри односовини. Сум за тоа да колку порано се одвојат, толку подобро ќе. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Това е госпожа Тина. Почити до вас. Па еве на колку години се осамостоивте вие од семејниот дом? На крај ќе ви кажам. Поздрав до вас, до целата екипа, до сите слушатели, гледачи што се јавија во текот на сите емисии. Гледам на сите телевизии ова тема. Мој одговор. Ќе кажам кој е најголем кривец за ова што младите. Транзицијата што се случи во Македонија, лапачка, крадачка транзиција. И партиите ВМРО и СДС и ДУИ што го сотрија македонскиот народ, што не му дадоа слобода, демократија. Зашто? Да беа паметни во овие 30 години ќе се направеше еден систем за доволни сите ќе беа. Ќе имаше и ќе се купуваше и станови и ќе останеа младите да работат тука и самостално ќе беа. Зато ги потенцирам најголем кривец се партиите, а партиите кои ги гласаше самите ние луѓе. Зато до ова дереđe млади јуди прашете некоја анкета не е женет, зашто не се жени? Зато што нема работа. Зашто? Зато што неправдиво во Македонија, после ќе ни бегат младите. Пак ќе речем, најголем виновник е транзицијата што се деси во оваа Македонија, што украдува све и свашта и овие партиите што ќе тепавне се замеривне брат со брат, другар со другар. Иначе кога ќе ми направи некој споредба како велјан со скандинавските ова, па уште 100 години нема да ги стигнеме ни Данска, ни Финска, ни Шведска. Да имаше ред и поредок, закон, демократија, во прав смисол демократија, друга песна ќе пеем. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Се уште во теке и анкетата, ве подсетувам, кликнете на Инстаграм, заследете не и одговорете и на ова прашање дали традицијата е пречка за осамостојување на младите. Имате две можности за одговор, да, не, кликнете и одговорете. Наскоро ќе бидат соопштени резултатите. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, повелете во Црвена линија сте. Па, причина за овој податок или оваа статистика што се водела од одредена агенција е следната. Нашата земја се уште по оваа статистика, тие кои ги бројат 30 некоја година, се од раниот период на осамостојувањето на сите овие државички по растурањето на Југославија. Овој не е посткапиталистички период и нашите навики патриархални не би рекол дека брзо ги надминуваме, тоест се уште се во важност. Основната причина веројатно е таа наша патриархалност. Втора причина е социјалниот момент, финансиската моќ и не е многу зависна од партиските припукувања или неприпукувања, но главната поента е дека стварно младите во ново време имаат, ако сте добро ситуирани, тоест ситуирани, погрешен збор, да кажеме вработени и имаат поголеми можности со добри кредити да се осамостојат. Тоа со сигурност го тврдам. А еве според вас зошто токму тие кои што можеби имаат можности не го превземаат тој чекор? Па врзана е со и другиот социјален момент, дека многу потешко се одлучуваат на бракови. Тоа е една од големите причини. И тој момент е многу подигнат, значи не се стапува порано во бракови кој што се стапуваше. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас за да слушнете што и останатите гледачи ќе одговорат. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. Јас секако сте вие, повелете. Живко од Битола. Па еве Живко, како било некогаш, како е сега, како ви се чини? Сега ќе ви кажам. Имам сетано цела Европа. 18 години сум напред, детето мора да мисли да биде осамосталено. Сега. Зошто е то така, може би државата му дава услови. Додека кај нас, ако се вратиме, јас на 8 години имам одено и да берам тутун. Така, а сега дојде едно време, чекај 15 години напред синчево или ќерка ви уште се мали.
чекај, уште и рачунаме деца. Па ние сами си ги правиме такви. Ние дека нема работа. Ние има работа секаде во Македонија. Поготово одеве сите бегат, има работа секаде. Сами сме ние криви родителите. Чекај мало ми е детето. Чекај, па ви сега тоа доди. Па уште и носиме бе. Внук ми е 7 оделение, со кола го носам на школа. Оти има кола, има се, па не можел доди пешки 500 метри. И кој ни е сега крив? Не, ние сме балканци и така ќе станеме. Да има и за внук ми, да има и за овега, да има и за нега. И сега ќе земеме пензија и причината ќе си живее. А ние ќе одиме со скина. Така, благодарам многу. Еве, интересно видување дека голем дел од гледачите сметаат дека токму во менталитетот, односно менталниот склоп на Балканот, особено и во нашата земја, осамостојувањето е повеќе, како да кажам, одложено на долгорочно, повеќе од психолошки аспекти, не укажувањето на такви навики уште од раната младост. Добар ден! Здраво, Тинче! Поздрав до вас! Многу поздрав за сите во Телма, прекрасни сте сите. Тинче, вака ќе ти кажем, зошто младите? Сите чуват по едно-две деца и секој сака да заврши факултет, нели? Учи сине да не работиш, учи сине овој, сега учи сине да седиш дома, се напуштија, мислим, работа, села, красни имања, јако е нас укрила Паланка, ама тој е толку било убаво, што да ти кажем. Тинче, јас сам се многу млада женила, ние многу деца, знаеш, на по 15 години, сестрите дома фактички како да ни избркаа, знаеш. Али не ми е криво, после си заврши ванредно, и средна, и се запосли, и на факултет се запиша, роди си дечиња, пара унучиња, а да сам чекала, например, како сега младите, дај да завршим факултет, да, овој, да, оној, оно времето си замине, ни можат после, нели, и многу овие јаки врски што идат по 15-10 години у љубов, и после на крајот, ако ајде не зборим, знаеш што сакам да кажам, и ајде ќе го ставим таа, ќе земем. Осамостојувањето не секогаш се резултира и со партнерство, значи некој одлучува и сака да живее сам. Точно, и после ни времето ни помине, и тој сакам да ти кажем, некако, не знам, Тинче, не иде нарно овој, но дај Боже нека се, мислим, сите да си имат, мислим, дечиња, да си се женат, да овај Македонија стварно да малце да живнат народот, да си имат другари, зашто знаеш ли старостот колку е лошо, што викаш еден мој директор, ја остана, вика, без оној и многу му е криво, џабе ми вика и пара и куќа и кола, вика, каде са ми све, вика, побегна. Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Поздрав до Телма телевизија. Големо благодарам. Повелете. И до почитуваните слушатели и гледачи. Моето размислување околу темата е следно. Младите се за грев. Зошто го викам ова? Па за грев се. Прво економската ситуација во која се наоѓа државата. Второ, имат многу од родителите сугестија. Момичината седи керко рано тие, не зема и што годе, синот исто му сугерираат родителите, не земаја ова, не земаја она, а времето бега. А времето галопира стотка на сат. Кога се освести дека погрешно слушал други луѓе, ке чпиргеската, песката, значи, too light, што викат енглезите, многу опасно, многу за греб се младите. Да ви кажам искрено, ретко кој е храбар, да е согледа вистината и да избега негде настрано, да се осамостали, тие се ретки луѓе и успева во тоа, успева. А еве оние кои што имаат можности, зошто не се одлучуваат да живеат самостојно? Не се храбри. Не се храбри. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден или добро вечер по мене веќе. Па веќе да, се скуси ден. Идемо тај правец. Па видите, поснов оваа тема, ја вака ќе ви кажам, што викаме, секој си каже некое свое патешествие. Ја на 8-9 години дедо ми ме научи да кројам лозија. Дали знаете? Не знаете. А на 17 години излегов од дома.
Видите сега, една друга статистика ќе ви кажам. 75-та година на Белградски универзитет. Во студентски град излезе ректорот тогашниот на Белградскиот универзитет и ги даде овие податоци. Да 40% од дипломираните на Белградскиот универзитет, значи од цела, да не речем Југославија, излегуваа на двор. Тоа е било негде годините, значи тие податоци и овие калкулации се правени негде од 60-тите години. Што значи дека тоа излегување надвор е од некој си, да не кажам од кои причини. А уште еден податок. Видите вака. Да сите оние дечиња, внуци, внуки, кои што имат го поминато детството покрај своите баби и дедовци, се многу квалитетни луѓе. Тоа е научно докажано. Да си кажем отворено. А ова сега општество на нас што ни се нуди, да го не кажам какво е, еден црн облик и форма на капитализам, овие работи ни ги руши. Она наша стара традиција, патриархат, матриархат, тоа ни го даваше и тоа како традиција да си го чуваме. Тоа уште. Ја после 27 години се вратив поново кај татко ми и кај мајка ми да ги чувам. Причините да останам тамо... Така, благодаря многу за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Не е намален тонот на телевизорот, како и да е, повелете, ве слушаме. Вака изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот, ќе ме слушнете мене од другата страна, всушност од ТВ приемникот, и токму поради тоа се случува, нели, да гледачот нема чувство дека е вклучен во програмата, односно директно во црвена линија. Па ајде да ги погледнеме сега и резултатите. Секако интересна тема. Верувам дека многумина од вас ке одговорат, особено помладите, да ги дадат од прва рака одговорите и дали е можеби храброста во прашање, или можеби менталитетот, или почита кон родителите, или пак едноставно финансискиот фактор. Сега ќе ги погледнеме и резултатите од анкетата. Имаме интересен резултат. Сега ќе можете и да го видите тоа. Еве зошто велам интересен, затоа што некако блиска е разликата. Нема голема разлика во однос на тоа кој одговорил со да, кој со не. Ете. Па, драги мои, дали традицијата е пречка за осамостојување на младите? Со да одговорија 48%. Со не одговорија 52%. Многу мала разлика во однос на тоа кој одговорил со да, кој со не. Сега кој им велиме да на рекламите, потоа се враќаме во студио. По рекламите останува да ви се заблагодарам за учеството и тоа што ја креиравте оваа црвена линија. Сега и ќе ве префрлам онаму каде што има кираџи, се викаат Нена и Ката, и баш ќе ги прашам еве на колку години почнаа сами да живеат. Кате? На таман. На таман, што е таман? 31 не сме ти по години. 32? За темава не сме ти, ние млади почнавме сами да живееме. Не изборуваме во множина. Млад сам. Млад сам, ама сам, без жена, без сопруга. Добро, Кате, ти со во брачни води? Јас кога стапив во брак, ама ни тогаш не бевме сами, така што не сум ти податна. Исто. Па сега и оние Значи имаш две комбинации, тоа е тоа. И ја и Б. И ја и Б. По две комбинација, и оние кои што живеат сами, и оние кои што не живеат сами, од која соба и да гледате, гледате никој како Кате и Ненат. Битно да имате телевизор на Телма да ви биде. Така. Почнува